Авеира, а ова е Body Positive Македонија, каде што зборуваме за нашата љубов кон себе си, своето тело, самодоверба и нашето физичко и психичко здравје. Денеска сум тука со коуч Јосиф. За тие што не те знаат, можеш да се представиш? Може да се представам и фала ти што ме покани, баш бев возбуден и среќен што еве ќе прв пат гостувам на кај хост, кој што е практично не е телевизиски хост. Туку е на YouTube и е влогер и тоа сам особено сум возбуден затоа што моите почетоци беа такви. И за тие кои што не ме знаете, јас сум Јосиф Дамјанов пред се, коуч Јосиф уметничко име како појма немам како го изнајдов да го така да се етаблирам, но како и да не е битно како сум етаблиран, битно е како ме познаваат и што добиваат луѓето од мене. Инаку пред 7,5 години тоа што како почна цела приказ, знаеш што ја ми дојде преку глава и сменив навики со исхрана малку, имав некои животни ситуации, домашни проблеми, здравствени, сериозни со татко ми дома, кои што ми дадоа голема причина да многу навлезам у таа тема на healthy life и да придонесам и за себе и за моите дома и се уште тоа функционира и е придонесено и се бориме и татко ми е жив. И пред 3 години некаде, веќе се 3, кога затоа што почнав да се бавам со тоа да им помагам на луѓе, програми на исхрана и слично, почнав да одлучив да правам видеа затоа што многу често се случуваше од различни луѓе да добивам исти прашања и решив ја ќе почнам да правам видеа и кој ќе ме праша некој нешто ќе му пратам линк и ама почна да се создава заедница на луѓе со кои што не работам. Па почнете тоа сега да премина и на телевизија дел, али генерално она што кај што јас сум најзастапен и од кај што почнав се YouTube, Instagram, Facebook и пак на еден начин правам, имам влог и правам тоа, се обидувам секој ден да постирам некаква содржина. За Body Positivity сум all in, затоа што пред се види, ја ова го правам пред се ради себе, мислам да не све правам мајка Тереза и светец, али не за себе од себичен аспект, туку пред се јас гледам да сум у што подобра енергија, што подобра форма, што со подобра самодоверба, затоа што морам, мислам, единствено на тој начин ќе го пренесам тоа. Исто како така и ти да зборуваш за Body Positivity, да си као што да правим. Мораш да бидеш пример за она кое што го зборуваш и тоа сум го почувствувала и јас дека многу често дури ако ми падна самодоверба или нешто си викам чека малце ти збориш за самодоверба. Значи види, ама тоа што збориш не значи дека нема да ти падне. Исто како што ја кога зборувам за исхрана не значи дека јас сум по by the book цело време, значи да не седев бургер. Така не е. Меѓутоа знаеме, некако сме научиле како да се вратиме назад во форма во такви моменти. Накратко, за што си зборуваш во твоите видеа? Што можат да видат луѓето на твоите видеа? На моите видеа луѓето може да видат и се што ќе ме прашаат и зборувам за тоа што ќе ме прашаат. Искрено не сум, не знам, препаметен и се зборувавме и пред да го почнеме ова да го снимаме, дека генерално мојата содржина и видеата потекнуваат од прашањата на луѓето. Јас година дена од како почнав со видеата и со влогот, ги иницирав луѓето, прашај ме, Ask Јосиф уствари се вика хаштагот, прашајте ме, никој ништо не ме прашуваше, едва и име следеа имав по тук тамо некој лайк, за да денеска дури нема капацитет да одговорам на сите прашања у тоа време што го имам, па морам да може би одговарам преку порака или да дадам веќе линк на и видео кој што веќе сум го одговарал, така да целата моја содржина е иницирана од луѓето и тоа што ме прашуваат. Ја веќе не бирам теми за кои што ќе зборувам, туку одговарам тоа што реално некој го интересира. Така. Сега јас ќе те прашам.
нешто. Значи, јас на мојов канал и на Инстаграм зборувам за нели здрав начин на живот и боди позитивите, да си го сакаме, се грижиме за себе. Сега, од аспект на исхрана и на нутриционизам, што значи тоа да се грижиме за нашето тело? Што значи грижа за исхраната и за што внесуваме во себе? Па види, значи, грижата за себе е најголем дел, ако зборуваме за исхраната, она што најголем дел од луѓето го имаат како филозофија и размислување што значи здрава храна или добра исхрана е, првото прашање им доаѓа на памет што јас треба да исклучам, што да не јадам, и дека тоа е процес кој што е макотрпен и комплициран, затоа што треба цел ден да сецкаш, да вариш, да броиш, бадемчиња да остојуваат у вода од вечер, да топла вода да се мешам со ѓубризот. Значи, од една страна, мислам, ја го разбирам тоа, затоа што и мојот став беше таков за као здрава храна, не ми зборувај затоа што сум ја гледал сестра ми како изгледала и с какво страдање минала кога сакала да среди исхрана, као средувањето на исхрана не е исклучување на работите што ги сакаш, туку средувањето на исхрана е додавање на вредност хранлива во твојот ден. Затоа што, еве, кој што ти кажав на почеток, јас денес јадев бургер, нормално, тоа не е секој ден. Ама еднаш, односно два пати неделно сигурно се случува да изедам оброк кој што не е добар. Али тоа не значи дека не внимавам на тоа да внесам доволно хранлива вредност кој што ми е потребна. Значи телото се базира на три основни вакво извори на гориво: воздух, вода и храна. Воздух не можеш да скокнеш, мора да дишиш, вода, па и тоа, ајде горе доле. Ќе ја пиеш, кај храната најмногу луѓе зезнуваат и се сопнуваат. Али пак ќе речам, храната подразбира ти задоволи го телото со доволно протеин, јавен хидрат, масти, витамини, минерали, па отпосле да додадеш нешто што ти е задоволство и што не треба, ќе се снајде телото многу подобро, отколку да цело време е на некаква редукција и рестрикција за тоа што здравата храна е нели да внимавам и да кратам од оброците. Така да, мислам, пак мојата цел не е сикспек, не е да одам на Олимпијада, не е да бидам најдобро одреден спорт и затоа таа ригорозна дисциплина и режими кои што луѓето ги имаат во глава како слика за здрав начин на живот е тотално непотребна и невистинита. Така, значи не е поентата ние да се измачуваме себе си со тоа што ќе јадеме бадеми само или не знам. Никој ништо не, секој режим пропаѓа. Не може, никој не сака да функционира у режим. Никој не сака да му биде кажано дека у вторник ќе прави ова, у среда у 2 ќе јаде она, у четврток ова, оваа вежба мора да ја прави, мора секој ден толку да се испоти, да никој тоа кад-тад ќе се откажеш. Дали ќе биде тоа 2-3 недели, месец, 2, затоа работата е да бидеш ослободен од стравовите, да се ослободиш од многу митови и глупости кои што ги знаеш за исхраната и да гледаш да задоволиш телото. Мислам, тоа ја го правам преку појадок, редовни оброци и толку. Нема филозофија горе. Так. Значи, поентата е да створиме некаков здрав начин на живот и здрави навики во суштина, не да се измачуваме и на страна од она диети, држање диета или држање на диета е у наше поднебје, диета подразбираме нешто што да чекаш да заврши. Затоа што гладуваш по цело време и си викаш да ја завршам и да си почнам нормално да живеам. Тоа е перцепцијата генерално, иако тоа се менува, кај веќе еднаш луѓе стануваат свесни дека не се работи за рестрикција, туку се работи напротив за изобилство на добра храна, така да јас сум оптимист у тој поглед. Так. Тогаш што е добра храна? Што треба почесто да конзумираме, а што треба да избегнуваме? На страна од диети, на страна од губење килограми, туку за здрав начин на исхрана. Супер ти е прашањето, затоа што губење килограми, најдобриот начин да изгубиш килограми е да не ги добиеш, да не се поправиш, а за да не се поправиш не ти треба диета, туку ти треба тоа што рече, добри навики.
И добрите навики не подразбираат, знаеш, тука нема црно и бело што е добро да се јаде, а што не е добро да се јаде, затоа што у природата не постојат така црно-бело работите. И тоа што е добро, ако така ја зборуваме за здрава храна. Многу луѓе мешаат здрава храна и правилна исхрана, пошто ти можеш здрава храна цел ден да јадеш, ама да биде нездраво што е здраво. Од типот јади цел ден овошје, е здраво, ама у еден момент ќе биде нездраво. Не е правилно. И затоа не е толку кои се добри, секој од нас многу е добро запознаен и знае кој ќе отиде у маркет да каже ова е добро, ова не е добро, ова е добро, ова не е добро. Мислам, никој од нас не му треба учител за здрава храна. Тоа го знаеме од мали нозе. Значи у градинга се учи и сме доволно свесни да знаеме кој ќе отидеме у маркет да препознаеме што е како е. Работата е да има редовност во оброците. Значи филозофијата која што ја многу длабоко веруваме функционира и кај мене и кај многу луѓе со кои што работам, е тоа у првиот пола сат до сат да поедуваат, да имаат оброци на 3-4 часа и да пијат доволно вода. Самото по себе ти кога ќе имаш такви оброци, нема да дојде моментот да се прегладнеш или да падне шекер па да посегнеш по junk food. Пошто не е проблемот од junk food, проблемот е што мојата потреба за брза енергија ја има во junk food. Мозокот, знаеш, кога ќе ти падне шекер, ти не викаш и сега додам троку да не си купам. Одиш и викаш дај нешто било што. Нека крева шекер на базина. Тука е работата. Затоа секој од луѓето знае. Не му треба учител за што е здраво, што не е здраво. Не му треба да знае за нутриционизам, што ќе му е. Му треба одучување на многу работи кои што ги научил у диети и у режими. Тргање на стравот дека нешто ќе го поправи или јадење навечер ќе го поправи, тоа е континуитет. Не секогаш човек ќе биде, како да кажам, максимално дисциплиниран и ја имам периоди у мојот живот и приватни ситуации кога не ми е најголем фокус храната и добрата исхрана и некогаш знам да скршнам, некогаш тоа ќе биде повреда, кој што ќе не можеш можеби да вежбаш секој ден, но пак ќе речам, Ама битно е да се вратиш назад во форма, да. И да паднеш, да не останеш таму. И тогаш кога ќе паднеш и кога можеби нема да бидеш најфокусиран, да не се тепаш себе си, да се обвинуваш или да си речеш ај сега секако не вежбам, па налет ќе почнам да се хранам здраво, кога ќе се опораме, кога ќе почнам да вежбам. Значи тоа е лажење сам себе што е погрешно. Голема грешка. Да. Дефинитивно. Ја спомнавме водата, јас лично имам голем проблем со водата. Пијам многу малку вода. Колку треба да пијам? Да не имаш влага дома. Шалам. Вода, правилото е просто, СЗО или Светска здравствена организација вика на 25 кг телесна маса треба литар вода да се пие, што значи дека можеби е фрапантно за некој кој што не пие вода, пошто види и ја кога дојдов прв пат на 25 кг. Ја кога бев 105 кг, значи тоа математички беше дека треба да пием 4 литри вода, а ја пием вода ако сум жеден, ако јадам премногу солено, па ајде да се напием вода, и ми беше шок, ама е навика. Значи навика која што се совладува многу лесно, затоа што бе на крај на ден, ја за себе си ако е 4 литри, тогаш тоа се 8 шишиња оние 0,5 мали. Не е тоа премногу. Работата е што човек треба да има тенденција на зголемување. Значи ако пиел 2 чаши, окей, не треба да утре со 4 литри да почне. 4 литри нека стигне по еден месец, ама нека биде утре 3 чаши, па 3,5, па 4, па, знаеш, и дури кога ќе навика носи нова навика. И секогаш е тоа така. Ако човек можеби почне да стане поредовен со оброците или да едноставно да почне да појадува, ќе подсвесно ќе му се створи, како да кажам, моментум кој што сега почнав нешто поквалитетно за себе во животот да правам, дај ќе почнеме и поиша вода да пијам. Па ќе се осеќа подобро, поенергично, можеби на вага ќе види резултат, па ќе добие кураж и за да вежба. Значи, работите мора природно да одат. Ако на ентузијазам човек се форсира себе си, од утре почињам, готово, и не знам, и смени наеднаш 5 работи, од 2 оброка и 0 вода почиња поедно, редовни оброци, вода да пие,
да оди на вежбање, у еден момент се фаќа преголем залак кој што можеби нема да може да го И ќе голтне. трае недела Можеби, дена да. и толку. Можеби ќе се носи недела две, додека трае ентузијазмот, ама после тие 2 недели ќе ќе се откаже од една работа, ќе почне да не оди на вежбање, па ќе почне да му се руши самодоверба дека ова ти за ништо не си, еднаш ќе се зарачиш, не те бива за ништо Да, и да. ќе батали све. Да. Затоа природно доаѓаат работите, али човек мора да почне од едно нешто. Вода нека е, поедок нека е. Така, значи со мали чекори, ама долгорочно, затоа што не сакаме краткорочни резултати, туку сакаме нели здрав живот и здрави навики. Да. Да бидеме здрави, енергични, силни. Точно. Да остариме до 101 да живееме. Па види, ти до 101 и нездрав можеш да стигнеш. Работата е каков квалитет на живот ќе имаш од тие 101. Што ако ја имам 101, ако од 80 до 100 пелени ми менуваат и ме носат на Да. синови керки на такво на чеки. Отидов. Да, плато отидов. Така, значи во секој случај обидете се да смените малку нешто на почетокот за да и будете некаков поздрав и поенергичен, поубав живот. Фала ти, Јосиф. Нема за што, фала ти на тебе за поканата. Така. Се надам нема да биде Супер. последно и Супер единствено. убаво се направивме, а го следете го Јосиф на YouTube и на Instagram, ќе ви ставам долу во description линкови. Во меѓувреме, сакајте се себе си, грижете се за себе си и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!